Добре дојдовте! Денес се нурнуваме во една тема што станува се попопуларна, а тоа е домашната храна за кучиња. Дали е ова само некој нов тренд, или пак, можеби, вистинскиот пат кон поздрав и посреќен миленик? Ајде да видиме. Ама пред да се занесеме и да ги облечеме готвачките престилки, мора да застанеме за момент. Искрено да се запрашаме. Дали ова навистина е вистинскиот избор за секое куче? Па одговорот можеби и не е така едноставен како што изгледа. Ајде да истражиме заедно. Да почнеме од она што најмногу не привлекува – ветувањето. На крајот на краиштата, зошто воопшто да се мачиме да готвиме, кога полиците се полни со готова храна? Одговорот, како што ќе видиме, лежи во неколку навистина примамливи придобивки. И еве каде работите стануваат интересни. Зборуваме за можност да се ублажат алергии и разни кожни проблеми, за храна без збунувачки адитиви и конзерванси. Кога се готви дома, вие сте главниот готвач. Имате целосна контрола врз секоја состојка, што значи дека може да се зачуваат и многу повеќе витални хранливи материи. Се разбира, сите овие придобивки доаѓаат со еден огромен услов. Исхраната мора да биде совршено избалансирана. Ова е основата на се. На кучињата им треба специфичен микс од протеини, масти, јаглехидрати, но и клучни витамини и минерали. И сето тоа се разбира прилагодено на нивните индивидуални потреби. Дефинитивно не е едноставно како само да се фрлат остатоците од ручекот во сад. Значи, ако се одлучиме да се обидеме, како да го направиме тоа на безбеден начин? Токму тоа го истражуваме сега, патоказот за успешна транзиција. Затоа што, како што ќе видиме, наглите промени можат да направат многу повеќе штета отколку корист. Пред да направиме апсолутно било што друго, доаѓаме до златното правило. И ова не е само некој предлог, туку задолжителен, неприкосновен прв чекор. Без стручен совет, едноставно ризикуваме да направиме повеќе штета отколку добро. И еве го целиот процес, представен чекор по чекор. Се започнува со тој клучен разговор со ветеринарот. Потоа, истражување, избирање рецепти и постепено воведување на новата храна. Но забележете ги последните 3 чекори – следење, прилагодување и учење. Ова не е еднократна задача, туку постојан циклус на грижа и внимание. Ајде малку да го зумираме тој чекор на постепено воведување. Замислете го дигестивниот систем на кучето како мотор кој е навикнат на едно гориво. Не може одеднаш да се смени горивото. Овој план од 7 до 10 дена е токму тоа – нежно прилагодување, лажица по лажица за да се избегне каков било шок за системот. Но како и секоја авантура, и оваа има своји потенцијални замки. Игнорирањето на овие опасности може целосно да ги поништат сите добри намери. Затоа, сега е време да зборуваме отворено за најчестите грешки и се разбија како да ги избегнеме. Погледнете ја разликата. Наглата промена е речиси сигурен рецепт за дигестивни проблеми и несреќно куче. Од друга страна, со постепен, трпелив пристап, транзицијата може да биде сосема мазна и без никаков стрес. Трпението овде е на вистина клучот. Но брзата транзиција е само една од замките. Можеби најопасната од сите е нутритивниот дисбаланс. Кога оброкот изгледа здраво, но всушност му недостасуваат клучни хранливи материи. На оваа листа се и други сериозни грешки. Користење токсични состојки, погрешни порции, па дури и заборавање на суплементите. Секоја од овие грешки може целосно да ги поништи придобивките. И ова е нешто што е клучно да се разбере. Не постои еден универзален рецепт за сите. Кученцата, возрастните кучиња и сениорите имаат драстично различни потреби. Рецептот што е совршен за едно здраво, возрасно куче, може да биде дури и штетен за кутрево развој. Значи, прилагодувањето е се. Добро, откако ги поминавме сите правила и предупредувањата, време е за малку позабавниот дел. Што всушност може да се сготви? Ајде да погледнеме неколку интересни идеи. Еве неколку одлични, ветеринарски одобрени идеи. Она што веднаш се забележува е разновидноста. Од класично говедско па до полесно мисиркино месо, има дури и опции за инстант лонец за оние со помалку време и специјализиран рецепт за кучиња со алергии. Ова само покажува дека домашно не мора воопшто да значи досадно или еднолично.
А сега, ајде да разгледаме еден рецепт во детали. Овој е вистинска класика, често препорачан од ветеринарите и е посебно дизајниран да биде исклучително нежен за дигестивниот систем. Совршен е за кучиња со чувствителен стомак. Процесот е навистина едноставен. Прво се варат основните состојки, оризот и пилешкото. Потоа се додава зеленчук на пара за екстра витамини. Се комбинира со вода, кратко се динста и доаѓа најважниот чекор. Се остава целосно да се олади. Сервирањето топла храна може да биде опасно. Колку е едноставно, толку е хранливо. И ако треба да се понесе само една единствена порака од сето ова, нека биде оваа. Секое куче е уникатно. Не постои еден рецепт или пристап кој одговара на сите. Затоа, разговорот со професионалец не е само препорака, тоа е апсолутно правило број 1. На крајот, можеби вистинската награда за која зборувавме не е само во садот со храна. Ова патување е многу повеќе од мерење состојки. Тоа е чин на длабока грижа, можност да ја зајакнеме врската со нашиот миленик, покажувајќи љубов на еден од најосновните начини преку храната. И така, еве една мисла за крај. Надвор од самата исхрана, што навистина представува тој чин на подготовка на оброк за суштествата кои целосно зависат од нас. Размислете за тоа. Ви благодарам што бевте дел од оваа анализа.